Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Не може ниту една закана, уцена или прогон да ја покрие срамната епидемија од непотизам на власта. Заразено е целото СДСМ. На јавноста сега е јасно зошто постои ваква нервоза кај СДСМ и ЗАЕВ и зошто по секоја цена сакаат да се дефокусира темата за епидемијата од непотизам. Речи си да не постои пратеник или висок функционер од власта чисто близок роднина не е вработен во некоја државна институција, агенција, управа, државно предпријатие или орган кај што не добива плата над просечните примања на граѓаните во Република Македонија. Почитувани, денес ќе обелодениме две нови имиња на пратенички од СДСМ, чии блиски роднини се едни од многуте заразени со епидемијата за непотизам. Прво, пратеничката Фросина Ременски веројатно лажно ќе морализира, но мора да ја признае на јавноста. И ја прашувам еве јавно, дали Зоран Ременски, со кого е во кумовски, во роднински врски, е вработен во Елем? Кои се критериумите, доколку е тоа така, според кои лицето Зоран Ременски, кум и внук на Фросина и на Јовче Ременски, се вработил во оваа државна фирма? Вториот случај, кој ќе го обелодениме денес, е дизел вработувањето кој го добил и братот на пратеничката на СДСМ од Виница, Славица Митева Шуманска. Имено, братот на пратеничката Никола Шумански е вработен како царински службеник во Штип, почитувани на 1 февруари 2019 година, веднаш после гласањето на уставните измени, пред само 20 денови. Ова е доказ дека во СДСМ не владее морал. Единствено, морално е да си ги вработат пратениците и функционерите своите роднини. Тие се оперирале од морал во моментот кога ги вработувале блиските роднини на нивните функционери. Јавноста ја охрабруваме да продолжи секој дневно да не информира и да истражува за ваквите случаеви, како што тој го прави, бидејќи очајно го навлекоа гневот на граѓаните. Сите граѓани ги плаќаат овие партиски роднини преку буџетските пари, прибавени или од зголемените даноци, или од бруталното задолжување кое што го прави СДСМ. Оваа криминална врхушка е олицетворение на непотизам и верувајте дека тоа ќе заврши единствено со губење на изборите и со нивното заминување од власт. Благодарам. Дали има прашања? Добро, уште едно прашање. Значи, денеска министерот Дамјан Манчевски рече дека нивните функционери ургентно ќе се бара да се ги погледат своите блиски, меѓутоа ги повика и верниците вработување на тогашната опозиција, а тогашната власт е сегашна опозиција, зашто се и пратени примери во случај податоци до антикорупцијска комисија. Дали вие како одговорна партија ВМРО-ДПМН ќе ги побарате да се повлечат и тогашните вработувања? Видете, што се нема да направат СДСМ за да дефокусираат и да избегаат од одговорноста за овој тотален грабеж и оваа епидемија на непотизам што ја практикуваат во држава изминатија 2 години. Мора да сватат дека 2 години ВМРО-ДПМН не е на власт и дека е на власт СДСМ и дека министри се од редовите на СДСМ, исто како што Дамјан Манчевски е министер на СДСМ. Не знам, може би остану утре да излезе Манчевски да почне да убедува јавноста дека не е СДСМ на власт, дека ВМРО е на власт и дека во јануари, во февруари пред тоа ВМРО-ДПМН ги вработуваше сите овие роднини на пратениците и на раководството од СДСМ, како што беа Мира Шуманска, Милева Ѓорѓиева и останатите. Да не беше трагично, ќе беше многу смешно, меѓутоа ова што ни се случува е трагично. Фатени се на дело, ја подценуваат јавноста и се обидуваат да изманипулираат, меѓутоа што и да направат, било какво апсење, не знам каков скандал, нема да успеат да дефокусираат со тоа што во целата администрација ги исповработија своите браќа, сестри, мајки, татковци, дедовци, уште што не почнале домашните миленичиња си ги вработуваат. Јас само би му порачал на Манчевски или да се повлечат, или да ја остават власта, да си заминат и да сносат одговорност за сето ова што го прават во моментов. Веќе ви одговорив, 2 години е на власт СДСМ. ВМРО-ДПМН повеќе не е на власт.
Одговорноста е во власта и со било какви изјави, со било какви скандали, што и да направат, нема да успеат да дефокусираат од овој можеби после криминалните иновации еден од најголемите случаеви на афера и скандал кој што произлегува директно од редовите и министрите на власта и за кој што како за криминалните иновации од фондот за иновации што беа делени на партиски луѓе, така и за овој случај и за сите останати треба да сносат одговорност и да одговараат.